Цар Борис III бил одговорен за злосторствата извршени за време на бугарската окупација на Македонија во Втората светска војна и за депортацијата на илјадници евреи во логорот на смртта Треблинка. Комисијата за употреба на имиња на личности даде негативно мислење за името на бугарскиот клуб во Охрид. Комисијата цени дека здруженијето, кое е именувано според последниот бугарски цар, предизвикува тензии и нетолеранција во целото македонско општество. Цар Борис III е одговорен за злосторства извршени за време на бугарската окупација на Македонија во Втората светска војна, при што се ликвидирани стотици граѓани. Неговата соработка и сојузништво со Третиот рајх и нагласената антисемитска политика се најдиректно одговорни и за депортацијата и екстерминацијата на илјадници евреи од Македонија во логорот на смртта Треблинка. Сега наред е министерот за правда кој го има последниот збор за иднината на бугарскиот клуб во Охрид. Министерот Лого уверуваше дека ќе ги почитува законските измени донесени во законодавниот дом за именувањето на здруженија и фондации. Доколку Лога го стори тоа, и цар Борис III во Охрид ќе ја доживее истата судбина како Ванчо Михајлов во Битола, кој беше затворен по негативното мислење од Комисијата за употреба на имиња. Кои се плановите на бугарскиот културен клуб од Охрид, го прашавме првиот човек на цар Борис III, Томе Блажевски, но наместо став ни кажа дека не сака да комуницира со нашата телевизија и во Србија да правиме муабет за Алфа. Со отварањето на бугарскиот клуб уште помалку со неговото име не се согласија ниту охриѓани кои излегоа на протести, а канцеларијата на клубот беше вандализирана во 2 наврати.